Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите утринското издание на Нов ден, поточно вториот дел. Денес во студиото имаме склоп од прекрасни гости. Ќе говориме на темата театарот и за сите оние љубители на театарот. Чести задоволство ми е да ви ги представам денес гости кај нас во студиото, господин Јани Бојаджи, режисер. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдов. И господин Горан Илиќ, актер. Добро утро. Како сте? Дали ви е пријатно овде во нашето студио? Мен лично ми е супер, како што ми е супер во Комарово, секојаш. Така да се чувствам како дома, 2 месеци сум тука. Така да чувствувајте ме како свој, како дома, што нема никаков проблем. Почнува да му тече стаж во Комарово. Па мене секогаш кога ќе дојдам овде кај вас ми е пријатно. Особено вака кога сте расположени од саба или... Така, моето расположение се должи на вас. Да. Морам и тоа да го кажам. И сега вака, да започнеме со денешниот разговор. Господине Бојачи, првото прашање ќе биде за вас. Вие како режисер етапно ја градевте вашата кариера. Ајде, дали можете да се потсетите, да се навратите наназад, како почнавте и како дојдовте до она што сте денес? Приказната е класична, ошто ќе го кажам јас, веројатно го кажале многу други мои колеги. Мојот првичен интерес за професијата режија, иако не знаев што е точно тоа, дојде случајно. Татко ми, кој е љубител на технологија, на техника, човек кој е љубопитен по карактер, си купил една руска камера на едно патување, била прилично ефтина, со цел, затоа што беше планинар, да снима некакви филмови кога со друштво заменуваат по планина и така натаму и така натаму. И тој донесе таа камера дома и почна да снима филмови со пријатели, со другари со кои го освојува планини и почна да ме земат и мене со нив како мало дете. И така влегов во светот во кој ми дадоа да буквално држам камера, дека тие се движат по едни патеки. И така се роди тој интерес за таа професија, после друга, втора, трета и така натаму. И некаде во седмо, осмо оделение, еден тогаш мој пријател, сега наш колега, Коле Черкезов, актер, поточно колега на Горан, ме покани да бидам дел од една аматерска театарска група. Тој веќе членуваше во една аматерска театарска група и така практично за прв пат помирисав што е тоа театар, како тоа изгледа. Сум бил многу мал, сум бил 11-12 години. И понатоа приказната е класична. Во средна школа имавме во гимназијата Јане Сандански во Струмица, од каде што сум јас прочем, имаше така една развиена драмска секција, која беше сериозна. Сеќавам Кире Здраевски, познат актер, Горан го позна, ја водеше таа секција со љубов, со желба да не воведе и во театарот, и во уметноста воопшто. Не само да не биде забавно, тоа беа години кога повозрастните луѓе имаја обврска да не образуваат, не само да бидеме некакви уметници, туку да бидеме и добри и морални луѓе, нели? Може сега вредности кои малку без етика нема естетика. Нема естетика, Горан точно да го кажа. И така почнавме со театар. Имавме таа среќа и таа можност на мал град, па да имаме пристап до Народниот театар. Прашно театарот ни ги отвори вратите. Сме биле млади средношколци по 14-15 години. Сме статирале во представи. Им било мило на професионалците во театарот, некакви млади луѓе да се интересираат за театар. И така, и понатаму, образование, и тоа е без, нема некакво... Иако мислам дека сум можел да видам било што во животот. Сум бил пристоен ученик,
А мајка ми мечтаеше да бидам адвокат, да бидам правник, затоа што чичко ми, Бог да го прости, Пандели беше правник и тоа беше убава професија, со костим, со вратоврска, носиш чанта, одиш некаде на работа, луѓето те почитуваат, тој беше секретар во тоа голема фирма во Струмица, Комуналица, луѓето му се обраќа со секретаре, нели тоа. Нешто веројатно значело, нели? Тоа време тоа било поим. Да, и сега, нели, ние уметниците те гледат како изгледаме, нема оддела, нема вратоврска, тоа е, да, приказно. Така. Сега, јас Мене ќе ме верувам прашаш дека што? секако, да. Верувам дека не постои човек кој во Македонија не знае кој е Горан Илиќ. Ајде да нека слушнат нашите гледачи, нека навлезат и тие малку во вашата приватност и кажете ни за вашите првични интересирања за актерството. Па вака, да. Тоа беше многу одамна. Значи, турците веќе беа Колку отидени. одамна? За минута во И Македонија. отидоа. Шега на страна. Јас, значи, многу мал влегов во театар, ама многу мал. Бидејќи имав некои роднини, актери, и така покрај нив влегов, не знам, во своја 6-7 година во театар. Требаше да играм една мала улога во Печалбари, да го играм синот Коле, ама нешто не знам како беше, се разболев и после го играше друго дете. Тоа. И од тогаш останав во театар. Па почнавме после аматерски да се бавиме со театар. И едноставно јас мислев дека нема друга професија, само тоа и ништо друго. Значи јас немав избор, не бев некој ученик, не знам, за фалење, пошто многу од тие часови ги имав пропуштено ради театар, пошто поинтересно ми беше да седам долу во бифето со глумците да ги слушам или да статирам горе да играм нешто. Добивавме и по некои мали задачи таму. Покрај тоа што државме копија и носевме писма, кажувавме и по некоја реплика. И така тоа остана кај мене, мислам, после во животот, од како одиграв, не знам колку улоги, почнав и со други работи вака да гледам, да се занимавам, да ме интересират други работи, по стари години би кажа. И тоа што вика Јани, после открив дека уствари сум можел и друго нешто да работам, не мора тоа да било. Ама доцна после. Ама некако е доста да се врати назад. А интересно за вас е можеби што во театарот често се навраќавте, свраќавте и театар постои можеби и кај вас дома затоа што и вашата сопруга е актер по професија. Па не само сопруга, ние и децата, нашите деца се занимаваат исто со театар. Давид е на 2 година на факултет актерство, студира на ЕСРА, Скопје. Тоа е еден факултет за аудиовизуелни уметности. Кај професор Мето Јовановски. Кај Мето Јовановски. А Сара Иглич, сега ја, тоа е керка ми, ја прелажавме некако да се запише на германски и англиски, тоа одлично и оди, ама... Да видиме до кога. Ќе видиме до кога. Не сум сигурен дека сме ја разубедиле да не, бидејќи таа како аматер веќе има освоено, таа има повеќе награди него ние, сите заедно. Дури режираше некои представи, така да не знам како ќе биде. Дома на вистина е театар. Види, таму кај нас е на вистина многу јака конкуренција и таму да бидеш најдобар е Сериозна работа. сериозна работа. Сега, господине Бојаджи, вака како убаво си разговараме, вас како режисер сакам да ве прашам, сте биле во близо контакт со многу актери. Што според вас треба да се одржи еден комплетен актер? Па треба да се одржи човечки доблести. Тоа не е важно. Мене ми е многу важно, како да ви кажам, кај актерите режијата се учи како професија, како вештина, како занает. Немам дилема во однос дека можеби секој може да биде режисер, но актер не, мислам дека потребно е во основа една дарба која не се учи, која нема академија, нема образование, затоа треба да го содржиш. Тоа е основната работа. Но мислам дека таа основна, но толку важна клетка е заедно со едно нешто кое сека човечко присуство. Особено на камера. Знаете ви, во театар може нешто и да изглумите горе, нели? Така може да ако немаш човечко присуство пред камера каде што нема лага
Или во театар на преден план, особено на мала сцена, една представа која ние сега играме, каде што си на 1 метар од гледачот. Ако немаш човечко присуство, ти си лош актер. Кој би ти верувал тебе? Затоа мислам дека сите добри актери имаат основно човечко присуство, а остатокот се учи, нели? Да, има и На еден или друг начин. и кај нас има занает, нели? Да. Но кај за добрите актери се горе може да не се сложи со тоа, нели? Според мене најважно е човечкото присуство. Другите работи се учат. Се сложуваме. Тоа сакам да прашам, дали се сложувате или би додале и вие како актер тука? Па не, види, па и тоа е замката помалку. Значи, има такви актери, јас викам тоа е актер со мрс, со мас. Да. Значи, масен, ќе излезе на сцена и знаете како, јас тврдам дека кој ќе се крене завесата, мајка ми порано често идеше во театар да ме гледа со татко ми, моите родители. Кој ќе се крене завесата, никој не те сака. Значи, тие те гледат само. Ти треба да ја освоиш публиката. А колку побрзо ќе ја освои публиката, значи колку повеќе маст има или што вика Јани, човечко присуство. Да. Значи колку тие особини етички, морални, значи комплет тоа што го прави комплетот од личноста, покрај тоа што се вика занает кој се учи, мораш тие основни работи се учат. Има Се школа. учат или се вродени? Што мислите? Вродено е присуството. Мора да имаш тоа вродено, Да, што вика, а нели? другото се учи. Да те сака камерата, да те сака публиката. Значи Да те сака сцена, да имаш некои присуство. актери ги сакат, Да, некои не ги И сакат. тоа не се Значи, ги објаснува. почитуваат, Да. се супер актери, Да. се, но не ги сакат, така се. Сега, господине Илич, вие сте работеле досега на многу улоги, сте биле вклучени во многу проекти. Дали би можеле да издвоите неколку кои ви се особено драги? Па не знам, како да кажам сега на флоскула од трцане, нели сите што ја зборат. Тоа ми се како деца, нели, па сега не можам да Подеднакво драги. да кажам, да. Но сепак мислам дека постојат фази во, да кажеме, во првата фаза кога играв како аматер, исто имам представа која од денешен аспект тоа е многу наивно што сум го правил, Да, ама многу. голема љубов имала. Ама таква Да. љубов, со таква страст тоа го Да. правев, една представа Робот и Агата се викаше од Чернодрински. И некакви млади револуционери игравме таму. Сега кој ќе се седам, ја како се тресев кога се качив на сцена прв пат. Па тоа беше ти требаше со една секира сечев некакви дрва големи, донесов нешто некој натурализам. Нозете ги си ги пресеков. Мислам колку бев возбуден од целата таа работа, бидејќи имав оружје во раце. И после еден период една многу драга представа ми е Строга контрола, се вика представата Жан Жене во режија на Владо Цветановски. Игравме во еден алтернативен простор во Пионерски дом во подрумот долу, во Котларница. Тоа беше многу интересна работа со мои драги колеги Митко Апостоловски и починатиот Драгиша Димитриевски. Тоа беше многу добра представа. А после дојде еден период на факултет кога бев исто одиграв така некои. Значи тоа се фази и во тие години да кажеме одбивав да работам на телевизија. Иако снимав доста. Зошто? Ма некако ми беше, не знам, тоа театарот ми беше некако појака, да, превасходно и прва љубов, како ви кажам. Ми се чинеше како потешка дисциплина дека тука треба повеќе да покажам. Иако овие години сега на крај да кажеме, ја многу уживав исто во овие народни приказни што ги снимав. Бидејќи и тој цајтно, да кажеме, само 2 дена имавме да снимиме по една епизода. Таа возбуда од тоа, го добиваш текстот денеска за утре да се спремеш и тие часови од 6 навечер или 18 до 20, 22, 24 која ќе заспиам, сабајле во 5 треба да тргнам на снимање. Значи таа возбуда тие 3-4 сата додека го учам текстот и мораш на брзина да смислиш што ќе правиш, друго имав дома имам еден фундус од алишта, костими,
кои ги чувам, кои се мои, приватни. И секогаш им ги нудам на режисерите. Може ова да облечам, може ова да... И таа возбуда беше исто една голема, значи во даден момент да измислиш што ќе работиш, како ќе работиш, без големи припреми. А така уживав овие години, да кажеме. Претходно работев и со некои така интересни режисери, како Љубиша Георгиевски, како Сашо Миленковски, господинот Јани Буеджи. Со него имам снимено и филм, еден, мислам дека таму таа моја сцена. Имам еден краток филм со Јани, Да. со една многу јака глумачка екипа. Најјака на свет. Најака на свет. И со еден играм, Да. телевизиски. Да. И така. Сега сигурно нешто ќе промашам, сигурно не, бидејќи Многу вака. се. Имам 130 и не знам колку, можда 140, 150 Знаете театарски. ги броите, тоа сакам Не да престана кажам. да ги бројам. А филм и телевизија не можам, тоа мислам дека повеќе имам. Значи тоа е секојдневна работа. Многу. Покрај тоа, со Кети веќе 17 години се занимаваме со педагогија. Значи ние еден куп млади актери ги извадивме од тие аматерски клупи, да кажеме, ги ставивме на сцена. И сега веќе се еминентни глумци. Значи познати, најдобрите, да кажам. Да, најдобрите. Меѓу најдобрите, ајде, во Македонија се наши. Тоа е најголемиот успех за вас, претпоставам. Па многу ми е драго, кој ќе сега ќе видам Беше деца мој со... ученик. Да, да. Така. Сега, господине Бојаджи, слично прашање и за вас. Кој проект вие би го издвоиле? Знаеш што ќе кажам? Во принцип, јас сум среќен човек затоа што го правам тоа што сакам. Неверојатно, мојата и среќата на Гиле е иста или приближно иста, затоа што го работиме тоа што го сакаме. Кој веројатно што ви кажуваме, ние знаеме дека 95% може и повеќе од луѓето на овој свет работат нешто во кој се што не... приморани да го работат, така, ние го правиме тоа што го сакаме. И на тоа се темели веројатно нашата најголема придобивка во животот, нели? Да се занимаваш со најубавата работа на Да, и некој да ти даде некаква плата од тоа и да живееш по тоа, повеќе не Да, има пасионираност како кај овие, како се викат, хоби што има тој. Да. Тоа е таква пасија, а некој ти плаќа. Дури чак изимаш пари. Пари, да. Дури пари земаш, да. А сега нели ова го кажуваме, гледате колку отворено е вистина, нели дури на работа биде грдо, нели кој збориме пак е за пари. Иако јасно ми нели колку пари заработуваме јас и Гили и така, но не е важно. Да сме живи и здрави. Но например, и ова што сега го работам во Куманово, и може тоа е мојата најголема среќа, никош не сум работел во професијата она што не сум го сакал. Секој сум го работел она што сум го сакал. Сум имал среќа да избирам што ќе работам. И сум имал дури среќа да избирам и луѓе со кои ќе работам, нели? Што е пак уште еден повисок степен на некаква среќа и професионална, но и човечка најверојатно, нели? Дури и во ова представа во Кај-Фај, јас како идеја сум имал од дете, пракшно мислам дека не постои некој од мојата генерација кој не се заразил со Hi-Fi уште како средношколец и кој немал мечта или да го режира тоа или да игра. Секој од нас сакал, од мојата генерација сакал да биде Борис. Веројатно нема таков, нели? Или Мате. Или се извинам Мате. Повеќе Мате, нели? Значи нема сигурно не постои нели некој од мојата генерација. На задоволство на љубителите на театарот, еве, на прагот е новата представа. Како што веќе рековте, Hi-Fi. Од каде идејата? Па идејата е, се надврзувам многу кратко, ми е многу давнешно, веројатно од втората, трета година од средна школа, кога прв пат ја прочитавме, пиесата напиша 82 играна во Сараево, 84 во Скопје, Горан, така ли? Горан ги памети тие времиња. И во Куманово, 84-та игра. И јас сум бил 14-15 години кога прв пат сум се сретнал со пиесата и ме фасцинирало. Не ме фасцинирало, просто не заробила представата, затоа што тоа е првата пиеса во македонскиот театар која е современа во смисол нели дека антагонизмот помеѓу генерациите е јасно и точно и отворено прикажан, нели, во кој има рок-н-ролна сцена, рок музика, се замислите ли за што станува збор 84-85 година.
И сите тие години сум имал мечта, нели, ова да го работам, точно знам со кои луѓе, нели. И еве, како се, тоа е судбината, сега го правам тука во Куманово, со ни прекрасни луѓе, но единствена работа, нели, за која жалам, нели, што повеќе јас не мислам како Матеј, мислам како Борис, нели, затоа што веројатно порасна во меѓувреме, нели. Сега мојата идентификација е со ликот на Борис, а не со ликот на Матеј, нели. Што е тематиката во представата? Дали би можеле Може многу, да, многу кратко ќе анотирам. Борис после 5 години затвор заради несреќен случај се враќа дома во родното место, во својата куќа, која е затекнува во еден хаос, неговиот внук Матеј, човек кој е во некаква животна меланхолија, кој не гледа ништо што би можел да го мотивира да живее, уште од озгора на се, многу рано ги осетил, нели, злите страни на животот, неговите родители се разведуваат, тоа е ќерката на Борис, Сонја, и буквално го остава синот да се снаоѓа како знае и уме. Татко му, зетот е починат во меѓувреме во сообраќајна несреќа, и тоа дете практично, нели, остарува пред време, нели? И Борис, тоговиот дедо, кој го игра Горан Илич, го затекнува во една исклучително, нели, лоша ситуација и се обидува да го промени. Односно, сето она што го пропуштиле во минатото, во животот, Борис сака да го врати назад. Просто сака семејството повторно да го собере на купче, нели? Како што таа семејна куќа која откако тој ја оставил и отишол во затвор, почнал да се распаѓа, така се распаднало и семејството. И тој се обидува да го врати семејството назад, да го собере на купче. Но методите со кои тој тоа го прави се неприфатливи, погрешни. Односно тоа се методите на насилство. И за да резимирам, иако станува збор за семејна драма, нели? Во која имаме тука и други ликови, тоа се ликови на еден американец, еден русин, еден арапин, нели, кој тој Матеј ги домакнал во неговата куќа и неговата мајка Сонја, и кој ја зборуваат за цела тоа ситуација во која се наоѓа моментот, во кој Борис се обидува да објасни кој е повеќе хај-фај, дали русинот или американецот. Каде има повеќе слобода? Во Русија или во Америка? Нели, што е за нас подобро сега да има руси и американци? Тоа прашање кој ги поставува Борис. Ситуација која сега актуелна. Видите, тоа е, значи, тема која 82 година Горан ја нашла. И јас сум сведок, нели, на тие времења. Тоа е период на првите пукнатини на тоа семејство наше славно, кое веќе мислам дека доведено во таа последна фаза на деструкција. Сега сме во капитализам, овој, како се вика, овој либерален капитализам. И каде што луѓето се, нели, принудени да тоа да го прават, да трчат за работа, ништо не е сигурно. Во меѓувреме заборава дека имаат и деца, дека тие деца едноставно си имаат своји потреби кои природата ги наложува, значи никој ништо не измисла. Секој човек има потреба од родител, нели, некој да ти каже нешто, да ти биде потпора, така. И така некако почна таа деструкција на тоа семејство, на тој морал, еден постар морал, како би кажал, патриаршиски, патриархален, и ликот што го играм јас е фасциниран од уѓеноста на внукот, значи доаѓа, нема никаква комуникација, се што прави погрешно. Значи, на некој начин и ние како родители сега, јас зборувам со Јани, колку пати ќе се фатам, така и најверојатно им делувам сериозно на луѓето, па ќе ме праша некој за совет, бидејќи работам педагогија со деца, со како да постапи во одредена ситуација. Па јас да знам, викам, тоа би било добро. Никој не знаеме. Ова за сите нас е ново. Значи, таа деструкција на семејство, тоа сега некако кулминира во овие години. И за жал некако сме обезглавени, некако немаме заеднички содржител, нешто што ќе не држи цврсто заедно. Значи голема лесен си за отстрел кога леташ сам на небото. Значи една птица, ловецот одозад, ја ништо не ќе погоди.
во јато имаш шанси да преживееш. Тоа е. Да. И сега, вие рековте дека не знам која точно година рековте, ја имате гледано оваа представа или сте запознаени со незината тематика. Дали можеби кога би се навратиле, ќе се сетите на импресиите кои што ги имавте во тој период токму од оваа представа? Па овде во Куманово играше исто една многу добра екипа. Јас не бев дел од тоа, бидејќи имав други ангажмани, јас повеќе по Скопје играв тогаш. Тоа беше исто доста јака представа. Ликот кој го играше Борис беше Матеј, внукот, беше како лик земен од литература. Мислам, толку верно тоа го правеше еден актер. Млад кој за жал после не се бавеше со оваа професија. Тука некаде завршија сите негови амбиции. Не, може бил и амбициозен, но не го реализира тоа. Затоа е многу опасно за млади глумци така да одеднаш да им се случи. Значи во моја кариера сум живеел со многу популарни глумци кои еве сега ги нема. Значи во поедини делови, поедини етапи од моја кариера имало такви звезди, ќе блесне, па ќе го снема, Значи треба да знаеш да се носиш оваа професија, ова е навистина многу тешко. Таа представа исто се играше на мала сцена. Другата представа која гледав беше во Драмски театар, овде во Куманово Наум Пановски ја правеше, еден интересен режисер кој Сега во Америка. Се бави со педагогија исто. Е така, исто професор е. А во Скопје режираше Љубише Георгиевски исто со Ацо Ѓорчев како Борис, Нена Стојановски, исто беше и таа интересна представа. И таа за нас некако во тие години тоа беше, сите ние навивавме за младиот, за Матеј нормално. И тоа ни беше некако супер, значи може и вака, ни ги оправдуваше сите тие наши соништа, бидејќи тогаш овде во Куманово ние со подолги коси што бевме малку. Било проблем. Имавме проблем, не стрижење на улица, значи ќе те фати полиција. Па тоа беше, значи ние бевме за осуда, тоа се беше наркоман до наркоман, иако ние реално тогаш не знам дали имаше некој наркоман во Куманово. Не верувам да имало. Евентуално некој ако пил ракија, да кажем, ако крадел дома од буре, од подруми. Тоа било најголемиот порок. Тоа беше порокот. И ама тоа беше некако, нели, за окружување на тој младешки бунт. Да. Значи, бунтовник без причина. Да, ти личи кога си млад, ти личи тоа. Дали денес, гледајќи ги младите кои што, за жал, постојат некои податоци дека се поголем дел се фокусирани да прават погрешни работи или некако немаат цел пред себе. Па се навраќате на она дамнешно време кога разменувавте мисли, идеи, комунициравте на многу теми. Ние вчера беше наш гостин на представата Горан Стефановски, авторот. Значи дојде од Англија, тој таму живее. Гледаше проба дојде, да. Да, гледаше проба. И тој каже една многу паметна мисла. Значи, едно е нешто да знаеш, а друго е некој нешто да ти шепне. Да ти пренесе. Да ти пренесе. Значи, ако постои таа една комуникација реална, да кажеме родител-дете, наставник, професор-дете, ако и професорот влезе во таа трансмисија на знаења, на енергија, на работи, да ги учи да прават добри работи, ако и тој влезе со чисто срце, значи дека ќе ги пренесе. Ако влезе калкулантски, тешко, не може, мислам, тоа си треба љубов за се, мислам, како една билка, едно цвеќенце мало, ако не му ставаш доволно ѓубриво, вода, ако не го ставиш на светло, нема ништо. И ако не му збориш, по некој збор? Да, сигурно и по некој збор треба да му се каже. Колку си убаво цвеќе. И тоа мислам дека тука некаде некако таа нишка, и кажам, значи многу пати сум ставен во, не знам кога излега овие интернет игри, не знам. Јас не знаев како да постапувам со своите деца. Значи дали да му го земам лаптопот, дали телефонот, колку и направивме, да кажеме, сме правили вака и така, некакви обиди.
И тоа беше страшно. Значи, јас се шокирам што мислам дека нешто знам по однос на ова. А дури од еден мој пријател кој е психијатар ме наговоруваше да работиме на таа тема, да ме праќа по семинари, да одам да собирам знаења за тоа одвикнување од овие, кажи, зависност од Современа технологија. Да, да. И да правам театар од тоа. Мислам, страшно. Тука стивнува се. Сега вака, како течат подготовките за представата? Дали имате редовно проби? На крај сме готови, сме практично сме на крај. Денес сме петок. Да, петок, да. Денес е петок. Вечер имаме генерална проба, за утре у сабота пред премиера, недела премиера. Представете практично готови се бавиме со детали, или како да биде совршено, ако може, нели ова што го правиме. Големите работи се завршени. Добре, ја познавајќи го Јани, он ќе доаѓе и после оваа премиера. Да, ќе допробуваме се. Што е нормално, не знам. Вие познавајќи се добро, верувам дека и делите иста порака. Која е всушност пораката која сакате да ја испратите преку оваа представа? Горан прво, јас прво. Па јас реков тие канали на чистина, значи на трансмисија на доброта од нас по старите, ние сме должни тоа доброто да го ископаме од себе, за да им го дадеме на младите. Значи како вештини, знаења, тоа човечкото, морал, етика, генеричката суштина на човекот, вистински да им ја пренесеме. За да не би доаѓале во, не знам се, од каде се ова, како, да не се чудиме. Што мислите, дали со Божја промисла си мислам дека тоа не оди баш така. Тоа е наша одговорност, дури и таква. И од религиски аспект, ако гледате. Да, зашто да не, на крај. Православни сме, нема ништо срамотно тоа, нели? Правиме. Дали актерскиот, театарскиот миг признава големи и мали актери? Па секако дека има, не се ги гледаме што да правиме. Да не бидеме скромни, нема, има. Сега не го прашувај гора, значи ќе мора да молчи, нели, бидејќи не е во ретон да одговори на ова прашање, нели? Било кој, нели, актер не би требало да одговори, особено актер од хабитусот на горе не би требало да одговорат на ова прашање. Ќе се наалтат некои колеги, не за друго нема потреба од тоа. Јас режисер пак ќе кажам, јас се земам за право. Има и мали и големи актери, како што има и мали и големи луѓе, како што има мали и големи таксисти, како што има мали и големи, не знам, директори, како што има мали и големи професори, нели? Во секоја професија има луѓе нели кои имаат определена величина во однос на начинот на кој ја практикуваат професијата, нели? И тоа го прават толку добро за некој да каже дека се големи, во тоа што го прават. И обрат, нели? Луѓе кои професијата ја практикуваат на лош начин, па луѓето кажуваат дека се мали луѓе. Инаку, да, во уметноста тоа пак е може уште и поостро изразено. Но само сакам секунда на кратко да се напал на тоа Горан што го збореше за млади и така натаму и така натаму. Јас воопште не мислам дека во Македонија 90% од младите се запустени и не знаат што прават, дека не се фокусирани, дека немаат цел. Напротив, мислам обратно. Јас, например, познавам повеќе луѓе, гордолу, нели, кои сме блиска или оваа генерација, кои имаат деца како моите, малку поголеми, малку помали, нели, помлади. И сите се нормални, се фокусирани, кој си учи, кој студира, гледам дека имат дома нормален семеен однос, со сите падни стани, со сите проблеми, нормално, нели? И мислам дека, воопште не мислам дека, не знам, како се дека има една ненормална и малоумна и катастрофална состојба во Македонија во кој деца се запустени оставени самите себе. Добро, тоа не е дел малку од нашиот темперамент македонски. Ние некои работи хистерично ги прифаќаме. А не е да кажеме 90-ти години кога се појави таа пуста дрога, навистина имаше еден бран. Бидејќи го пратам тоа, работев со тие луѓе. После тоа, да кажеме, дури и во нашата професија се појавија некои, па ги снема. Да, беше многу доминантна. После дојде еден период, обратно, каде што се јавија некакви фанатици кои по 6 часа дневно, да кажеме, вежба, кои учеа по 3 јазика, посветени, кои свират 3-4 инструменти, па не може да му се приближи човече, он све знае. Танцуваат, значи, танцуваат, зборуваат јазици. Каде?
И значи тој професионализам си го бара. Апсолутно. Тоа јас се трудам да како на некој начин да балансирам, да сум и во животот и на сцената, не мислам од каде таква енергија ако не го тактилно не комуницираш со светот. Значи да излезеш надвор со обичен свет, да кажеме, да видиш што се проблемите, како што. Бидејќи тоа па те храни на некој начин. Така. И сега вака, дефинитивно оние кои што ми рекоа дека со вас може да се зборува на сите теми до можеби до утре сабај леве, вака на народски кажано. Значи зборувавме за филмот, за театарот, а за господинот Бојаджи вела дека со него можеш да зборуваш и за квантна физика, а јас имам едно вакво прашање за вас, господине Бојаджи. Кога вие како режисер би ја режирале актуелната политика во земјата, кој би бил главниот лик и во кој жанр би ја ставиле? Па мислам дека главниот лик или протагонистот во цела ситуација ќе биде граѓанинот, поточно човекот. Затоа што ми се чини дека најголемата политичка драма која се случува во моментот е драмата на човекот, на обичниот човек. На човекот кој се потешко и се покомплицирано се определува за вредности кои се некаква константа. И мислам дека ако и тие кои ги движат современите текови на политичкото живење напред во нашата земја, само една секунда се вратат кон основата на тоа што затоа што ние забравивме основна работа. Што значи политика, нели? Потеклото му доаѓа од политики, од полис, од град и значи работи дека се однесува за работи кои се однесуваат на градот, нели? Но во кој сепак, нели, средиште на се човекот. Мислам дека доколку се посетиме на човекот, ќе ги најдеме сите одговори затоа што ние сме мерката на се, нели? И она што мене во моментот, нели, јас сум определен човек, јас сум и политички определен, јас не ги крием своите определби, затоа што мислам дека е нормално тоа, мислам дека е лажно, нели, да особено луѓе кои како мене се бават со јавна професија, нели, да се како се вика, да молчат, нели, во однос на работи кои се јавни. Сепак, нели, политиката е јавна работа. Проблемот кај нас е во тоа што за многу политичари политиката сметат дека е нешто тајно, нели? И нешто тука сега ќе матиме. Не, значи тоа е основната грешка. Политиката е јавна работа. И мислам дека доколку се целото општество се концентрира кон човекот и неговите човечки потреби, решенијата се многу лесни, многу едноставни и ќе ги најдеме за една секунда. Инаку јас сум оптимист. Мислам дека во Македонија се ќе биде во ред. Мислам дека и сега е во ред. Не мислам дека се распаѓа светот околу нас. Напротив. А во кој жанр би ја ставиле таа представа? Мислам дека е комедија. Гора? Па комична е, мислам зашто сега да драматизираме. Треба да има повеќе елементи, мислам тука. И комедија малку за сора, малку гротеска, малку. Ама да има од се, така? Од се по нешто. Турлитава. Тоа е доста добро јадење. Така, една интересна идеја за проект во иднина. Не, ете и гора се ништо пострашно од тоа што се случува во Шпанија или Португалија. Или во Белгија, или во Германија, или во Русија. Или еве сега во Србија. Не, во Србија. Што па толку, не знам. Добро, да се вратиме на представата. И сега, освен на представата Hi-Fi, дали работите на некој друг проект во моментов? Па, сега ми се јавија денови, не знам, ја не ти кажам. Ќе имам одмор, може 24 часа. Се јави еден мој пријател, режисер, значи, кој ќе работи во Куманово, се вика Љупчо Георгиевски. Јавно ќе го оговарам. Значи, не ми дава ни 3 дена да се одморам после ова, почнуваме одма со нова представа. Со Јани нешто планираме за летоска да работиме еден друг жанр, нешто филм, ако даде Господ, ако даде Господ, како не? Живи и здрави. Како не? Веќе имам некои млади режисери, сакат некои кратки филми. Јас веќе се извештив за тие кратки филми. Нешто сака да работат. Таму тоа се нискобуџетни продукции, ама мене ми е така многу драго да работам со тие млади
Млади луѓе. Секако повеќе добивам јас од нив. Да, младоста не е хендикеп, младоста е предност. Зошто? Во секој смисол. Да, да Прво млад. се многу информирани, друго веќе не гледам наша филмска екипа, бидејќи сум работел со странци и таму некаде, а не гледам дека е нешто многу поразлично. Овие младиве генерации баш Вешти се. парираат онака како што треба. Значи, во иднина имате уште еден заеднички проект. Да, инаку Горан е прав. Прашто ние може немаме право на одмор, не знам како да кажам. Но како и во секоја професија, ова професија работа, тие што имаат мерак за работа. Тој што сака да работи, ќе се најде работа. Да. Сега подобра, полоша, поплатена, понеплатена, тоа нели варира. Инаку работа мисля дека само тој што не бара нема да најде, не знам. Секојаш било така. Мислам, стварно не можам да замислам секој ќе каже некој или сега да не е лицемерно некој да каже па сега ти имаш државна плата, па еве Јани нема. Немаме здржани плата. Па работи. И не сум некој плачка што плаче и се жали и така на тоа. Не, вие се доживувате како комедија. Не доживувам како комедија. И како да ви кажам, животот е убав, не може да се однесуваме неодговорно кон животот, клоцајки го, негирајки го, нали, како се плукајки врз животот. Сегнас како, тоа е многу едноставно. Значи ти, замисли да имаш нешто дома, нали, макар да е предмет, и постојано ти тоа да го оштетуваш. И ти како очекуваш тоа да ти служи? Да. Или? И треба да имаш однос кон животот како кон себе си, или тоа треба да го чуваш, да го пазиш, да го сакаш, да се однесуваш кон него. Мислам дека ние тие вредности ги изгубивме. Не знам кај отидува тие вредности, нормалноста, кај му отида на луѓе, не знам. Бидете нормални, луѓе. Се си е во ред, утре сабање ќе биде нов ден, не знам. И денес е нов ден. Нов ден, апсолутно, нема, се е во ред. Со ова убава порака ќе го заокружиме и денешното издание на Нов ден. Ви благодарам многу што ни бевте гости. И еве, господин Илиќ, ајде вие поканете ги нашите гледачи. Па вака, од недела па натака, многу често ќе се играва представа, бидејќи представата е, публиката е исто сместена на сцена, значи мал број гледачи ќе може да ја гледат во една вечер представата. Тоа е навистина добра представа, барем до сега тоа што го направивме ми кажува дека ќе биде доста посетена и мислам дека луѓето навистина ќе можат и да се идентификуваат со ликовите и да судат, и да им судат на ликовите. И мислам дека ќе биде навистина едно прекрасно уживање. Значи од недела па натака очекувате многу често да играме во представа. Така. Ви благодарам уште еднаш за денешното гостување, а и за позитивното расположение кое што го внесовте овде кај нас во студиото. Ви благодарам и вам. Фала ви на поканата. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден, пријатно расположение и останете со програмата на К3 телевизија.